Тврдината градиште во селото Таор. Локалитетот има континуитет на живење од 4 век пред нашата ера до 6 век. Антички кастел кој е граден планински и со масивни фортификацијски елементи, земјено-камени насипи, бедеми, подзидани, ешарпи и предзидани. Околу северното, северозападното, западното и југозападното подножје на градиштето лежи огромна античка некропола, чии остатоци зборуваат за живот во текот на 10 векови. На локалитетот има остатоци од мермерни архитектонски елементи, камени столбови, делови од римски надгробни стели, остатоци од водоводна инсталација, зидан базен. Откриени се керамички тубулуси, тегули од корински тип, парчиња згура, монети од Константин I, Теодосиј I и Јустин II. Најдоценнаот е една лачна фибула од византиски словенски тип. Таорската клисура. Помала крсна оаза во Вардарската зона од влив на Кадина река во Вардар до Башино село, општина Зелениково. Подрачјето се протега долж двете страни на реката Вардар од вливот на Кадина река до Башино село кај Велес на надморска височина од 200 до 500 метри. Идентификувана е како рефугијален реон заради честата појава на рефугујумите. Представува дел од значајното подрачје за растенија Таорска клисура и го вклучува значајниот орнитолошки локалитет Таорска клисура. Се карактеризира со повеќе значајни видови растенија и птици. Во далечното минато Вардарската долина или Повардарието било изложено на силни тектонски движења, на спуштање при што создале големи пукнатини и се формирал тектонски ров. Подоцна овој ров бил исполнет со вода од праисториското палеогено море, а потоа се создале посебни езера поврзани со отоки. Во подоцнежните времиња езерата вода постепено истекле кон југ. Како резултат на тоа, на местото на езерата останали и ден денес, постојат котлините и на местото на отоките со дејство на реката Вардар се создале и клисурите. Со поврзувањето на котлините и клисурите низ цело Повардарие се создала денешната композитна долина на реката Вардар, односно по целото Повардарие се наоѓаат големи наслаги од варовници, флишни седименти.